Драги гледачи, ова утро ќе поразговарам со едни двајца мои драги пријатели, Филип и Михаела Илиовски од Прилеп, спортисти и огромни влюбеници во природата. Стана познати за македонската јавност пред неколку месеци кога го искачија највисокиот врв во Македонија, а тоа е врвот Голем кораб, заедно со нивниот син Исак, кој што ова утро е тука заедно со нас, кој што кога се изврши тој искачување на Голем кораб во месец септември некаде, тој имаше само 6 месеци. Михаела, Филипа, добро дојдовте во ова интервју. Добре ве најдовме. Пред да започнеме со тоа како дојде искачувањето на Голем кораб, би сакал за оние кои што не ве познаваат едно мало представување, па би започнале со понежниот пол, иако во овој спорт нема понежен, посилен пол. Некогаш жените знаат да бидат и многу посилни во кога станува збор за искачувањето на планините. Дали се согласуваш со мене? Така е. Се согласувам. Јас сум Михаела Илиовска од Прилеп, имам 22 години и сум влюбеник во природата и во планините. Јас почнав со планинарење од како се запознав со Филип. Тој е виновникот што почнав да одам по планини. Исто така, тој ме повлече и во возењето на маунтаин байк. И откако сме заедно не сме престанати да планинариме, сега тоа го правиме и со нашиот син Исак. Колку време планарите? Околу 4 години. 4 години активно и сега Исак има 9 месеци и тој не е застанат нормално кај што ода мама и тато, таму и Исак. Што е тоа што ве прилекува кај планината? Дали може да се опише тоа чувство? Не може да се опиши конкретно, ама можам да кажам приближно нешто. Едноставно, кога ќе појдам на планина, се чувствувам жива, се чувствувам слободна, значи можам да дишам. Овдека кај нас во градовиве е загадено. На планина има нешто што со ниедна пара на светов не може да се купи. Планините едноставно се мојот втор дом. Таму се пронајдувам себе си. Токму така, за жал, загадувањето во градовите е навистина огромно, особено во овој зимски период. Филип, како што кажа Михаела, ти си оној главен виновник што започна целата оваа приказна заедно со вас двајцата, а сега имате и трет член во семејството за искачување на планините низ цела Македонија. Точно така. Вие сте исто така влюбеник во природата? Да, влюбеник во природата, многу годем од мали нозе, од кога знам за себе си. Тоа го наследив од мојот дедо, уште кога бев како Исак баш, ме носеше на планина и се пренесува сега на генерации. Кога започнавте прв пат со Исак да се искачувате на планини? Па, најпрвото искачување на Исак му беше на неполни 2 месеци. 2 месеци без една недела имаше така. Кога прв пат бев на Селечка планина, до планинарскиот дом Томе Темелковски. За тие што не знаат, Селечка планина се наоѓа веднаш до Прилеп. Веднаш до Прилеп, да, баш ние тука наша матична локална планина, каде што правиме и редовни тренинзи, некогаш за релаксирање, така кратко. Прва тура му беше на Исак, потоа исто направивме една кружна тура до локалитетот Казанташ. Може некои не го знаат, повеќе го знаат постарите планинари. Како реагираше Исак кога за прв пат дојде во допир со планината, со чистиот воздух? Па пред се беше премногу мал, немаше 2 месеци. Поголемиот дел од патеката ја помина во спиење. На моменти се разбудуваше, беше како воодушевен, чудоневиден, се уште му беше него ново нешто, не знаеш што се случува, но доста позитивно. После кога се упативме од домот кон Казанташ, почна да врни. Не беше многу топло, беше месец мај, температурата беше околу 8-9 степени негде. Почна да врни дожд и едноставно со шушкавет го покрив и со трчање право до Казанташ, каде што имаше ни повозрасти планинари, баш се чуде. Вика, зошто вика ранчето си го покрил со шушка, вика нека наврни ранчето, не му е гајле зашто го штедиш. Абе му викам дете, какво дете? Вика дете викам мало. Вистинско дете, да му вика и беа импресионирани стварно, дури на еден постар планинар и солзи му дојде браво, вика ова, вика многу ме погоди баш. Наредно искачување после Селечка планина кое беше? После Селечка планина одлучивме да одиме на Пелистер. Појдовме до планинарски дом Ловечка, кој што не одам на изгоре. Времето, поголемиот дел од патеката беше ветровито и ладно, ама помина се во најдобар ред. Стигнавме до планинарски дом Ловечка, јадеше Исак, мора да јади сек дека ќе одиме.
И јадеше, поседивме малце и ние каснавме со Филип и се упативме назад, пошто веќе и почнуваше да заладува, тој беше многу малечок. Имаше 3 месеци, 1 недела, така нешто беше. Беше многу малечок, ама битно беше многу воодушевен, се смееше. Значи тоа сето зеленило кога го виде, пошто Пелистер е реално многу убав предел, за разлика од нашата селечка, нема толку густа шума. И беше воодушевен, беше едноставно среќен, направивме многу убави слики. Се радуваше. Како дојде идејата да се искачи највисокиот врв во Македонија, тоа е голем кораб. Колку време се подготвувавте? Од 3 месеци од кога однесовме на Пелистер, после тоа само локално, бевме и на Козјак ноќна тура со Исак, да не ја заборавиме, да, првата ноќна тура. Тие беа едни од подготовките за Исак да може да оди на највисокиот врв. Сепак е 2764 метри надморска висина, која што не треба да се подценува во никој случај. Седнавме со Филип, беше петок навечер, и да одиме во недела на кораб, да одиме, да не одиме, за детево, не знам. Одлучивме да појдиме, ако евентуално нешто не е како што треба, никогаш не е касно да се вратиме назад. Тргнавме, се беше супер, Исак спијаше исто по големиот дел. Неколку пати застанувавме да јади, пошто патеката е релативно долга и тешка тура. Колку километри е? Околу 10 Околу километри 10. во правец. Ама има доста елевација, многу е стрмна и нагло искачување, скоро цело време се искачува. Цело време качувавме нагоре. Кога стасавме горе на врвот, Исак се разбуди од спијање, почна да се смеи наглас. Имаше планинари од странство и почнаја да беа воодушевени од нашата постапка, од тоа што го направивме. Го зедоја Исак да се сликаат. Исак, значи, не престана да се смее. Јас бев воодушевена од тоа како се смее и колку е среќен од тоа што имавме и добар видик на моменти. Се радуваше, значи цело време се пулеше околу него, што се случува не знаеше. Битно се помина во најдобар ред, немаше никакви проблеми во текот на одењето и на враќањето. Тоа е ваше прво искачување на кораб. И сама, но и заедно со... Да, и мое прво и со Исак заедно. Филип, како што претходно ми кажавте во разговорот, тоа е ваше второ искачување на највисокиот врв во Македонија. Кога прв пат се искачивте? Ми се чини дека 2018 или 2017 година, така нешто. Тоа беше кога се искачува за празникот за 8 септември, традиционално секоја година се одржува марш. Да, по поводенот на независност. Да, точно така, и тогаш прв пат појдов. И морам да кажам дека чувството е многу подобро со Исак отколку првиот пат кога бев без него. Колку време се задржавте на врвот? На врвот се задржавме доста време, може околу 40 минути, што не е малку за на таа висина, посебно со дете од 6 месеци. Времето беше стварно добро, на момент имаше малку магла, малку сонце, ама беше релативно добро. Значи се помина во најдобар ред, немаше никакви проблеми. Никакви проблеми, едноставно прекрасно беше време за на таа висина, во тој период беше идеално. Исто така, мислам дека имавте еден обид за искачување на уште еден многу познат врв во Македонија, тоа е Солунска глава. Точно. Тоа беше веднаш после кораб или како? Да, во многу краток период, може би по не следниот, преку 2 викенди, така? Одлучивме до Солунска глава, тоаш бевме со спиење во планинарскиот дом Чеплес. Исак помина супер, се одлично беше, тргнавме кон врв, времето беше идеално, сонце, прекрасно време. И на самиот врв, пред самиот врв, пред некои може би околу 300 метри, почнува многу силен ветар, премногу, може околу 50-60 км на час дуваше, почна многу да студи, Исак повеќе се исплаши од самиот ветар, но исто така му беше и доста ладно, почна да му студи, почна силно да плачи и решивме да се вратиме за тоа што здравјето на детето е пред се најбитно. Нормално. Да се надеваме дека оваа година што доаѓа и ќе исполните и таа ваша мисија, таа ваша желба да се искачите на Па се Солунска надеваме. глава. Сигурно ќе направиме уште некој обид, да се надеваме дека овој ќе биде успешен. Михаела, 95, може би 97-8% од сите коментари навистина беа многу позитивни, луѓето беа восхитени од оваа храброст што имате како родители и ова што го направивте, што уште од мали нозе го запознавате Исак со природата.
но сепак нашиот менталитет си е таков како што го знаеме. Имаше и негативни коментари, па што барате со мало дете, па тоа ќе се разболи, многу е малечко. Како реагиравте на тоа што можевте да го прочитате и на социјалните мрежи, и во јавноста коментарите? Така, значи на портали кај што беше објавен нашиот потек што го направивме, имаше доста негативни коментари. Многу ми е жал што младите луѓе размислува негативно. Едноставно треба да се поддржуваме. Значи тоа што го направивме ние не беше никаков ризик за Исак, според мене, пошто сепак ние сме родители и ние најдобро го познаваме нашето дете. Никој од страна не може да кажува за нашето дете како треба да биде и што треба да биде, како што ние исто така не можеме за нечие дете да кажуваме. За тоа одлучивме ние и пак ќе одлучиме, значи ние не застануваме тука, тие негативни коментари нема да не спреча во нашите идеи за понатаму. Се надеваме дека следнава година што доаѓа, 2023, ќе биде исполнета со многу искачени врвови и на врвови на кои што и ние не сме биле. Пример, која е вашата желба за наредна година? Кои врвови да се искачат? Искрено, јас сакам да го искачиме највисокиот врв на Балканот Мусала во Република Бугарија. Тоа би било еден предизвик за нас, пошто јас прв пат одам таму и Исак исто прв пат. Филип веќе бил. Колку е висок? 2925 надморски. 2025. Да. 3000, да, и затоа е највисок на Балкан. Други врвови? Други овдека во Македонија, значи најпрво сакам да искачиме Солунска глава, тој ми е еден од омилените планински врвови во нашата земја. Самата планина е толку мистериозна и мислам дека на Солунска глава времето се менува сите 4 сезони во 5 минути. Мислам дека само таа е единствена планина кај што може да се случи тоа. Сакаме да го однесиме исто на Титов врв. Ние бевме на Титов врв, ама бевме без него, пошто беше ладно. Црн камен, црн врв, значи има доста планински врвови кај нас, што и не се толку познати. Здравие тоа во нареднава година со Исак заедно, тројцата, да појдиме таму. Филип, на почеток на овој разговор спомнавме дека освен со планинарењето се занимавате и со маунтин байк. За тие што не знаат, ти си претседател на Сдруженијето Маркови Точакџии од Прилеп, едно од најбројните велосипедски здруженија во градот кој што навистина е активно, брои доста членови и па скоро секој викенд нормално додека го дозволуваат временските услови, имате по некоја тура во околината на Прилеп, па и низ државата. Да, точно така. Пред се, јас сум велосипедист, па потоа планинар, морам да кажам. Како што кажа, сум претседател на Сдруженијето Маркови Точакџии. Сега малку баш не е сезона за велосипедизам, затоа правим малку абстиненција, нешто евентуално вака кога е добро времето, кратко, нешто локално, колку да не се запостави. Но следна година 2023 да се надеваме дека ќе биде многу поуспешно од 2022, тоа што искрено очекувавме повеќе, но не знам зашто во склоп на сите околности така не извози баш многу тури. И нешто подолго, некој поголем предизвик, пред се возиме маунтен байкинг, како што кажа сам, да искачиме уште некој врв, што не ни е досега искачен со велосипед, и може нешто и надвор од границите. Велосипедизмот зазема се поголема популарност, особено кај младите во последниот период. Па можам да кажам, откако започна пандемијата на COVID-19, луѓето некако веднаш се свртеа кон природата и кон здравиот начин на живот. Да, точно така. Баш кога беше периодот, кога беше тоа актуелно, да речем, со ситуацијата со COVID, многу луѓе што воопшто не се занимавале со никаков аутдор спорт, со планинарење, со велосипедизам, почнаа да го прават тоа, што е многу добро, но треба да го продолжат тоа истото. Да продолжат со тоа, а не само кога има COVID. Сега прекина COVID, па ајде пак по кафани, не мора да се вози точак и така. Еве, дали освен планинарење, Исак, планирате да го воведете и во овој спорт, односно планинскиот велосипедизам? Да, апсолутно. Тоа е во секој случај, но се уште е многу мал. Чекаме да почне да достигне возраста, да може кога првите знаци ги покаже да може да биде со нас на велосипедските тури, сигурно секаде ќе не држи.
Дали има посебна опрема, каде би го носиле додека возите велосипед? Посебна опрема за велосипед, посебно планински нема, затоа што е ризично. Има едни држачица на самиот велосипед, да може да седи, како се на самата рамка има седиште, има за ножината како може да ги постави и како мали рачки. Има, се фиксира. И потоа мало тачачи и задај. Токму така. До тогаш и саки ќе порасни. И еве за крај една порака и од тебе и од Михаела до сите оние млади брачни парови кои што имаат деца, кои што размислуваат, кои што на еден начин се плашат дали да го направат овој чекор што вие сте го направиле. Која е вашата порака? Мојата порака е до сите млади, значи брачни парови кои што имаат мало дете, да не се плашат, значи ако сакаат да го одведат детето на планина, да го одведат, значи треба да го следите детето. Ако евентуално, значи детето нешто плачи, се вознемирува, не е касно да се вратите назад, како што претходно реков. Не е битно да се освои некој врв. Значи битно е детето да се запознае со планината, со природата. Значи едноставно таму може да се диши, таму диши чист воздух, а не овде кај нас во градовите. Најбитно, значи пред се треба да вложат во добра опрема, значи ранци, скафандери, облека, храна, се да понесат што му е потребно за него и нормално да имаат волја и желба и да соберат храброст да го однесат детето на планина. Филип, твојата порака? Па исто така во истиот контекст да не се двоумат, затоа што пред се така детето стекнува здрави навики, здрав начин на живот, има многу големи придобивки, пред се да се оттргне овде од самото загадување во градовите, од нечистиот воздух. Потоа многу влијае врз развојот, психичкиот развој и физичкиот развој на детето, врз развитокот на самата психа на малото дете, кога ги гледа сите бои на природата, чистиот воздух и така натаму. Но пред се, за детето да го прави тоа, треба и родителите да го сакаат, за да може да го наведат. Да. Ви благодарам и на двајцата на разговорот и ви посакувам да ги остварите сите ваши желби, нормално многу искачени врвови во наредната 2023 година. Ви благодариме и вас на поканата.